5 words you should stop using in your emails. Firstly, to begin with. Secondly, in addition. Тоа е Марија Мешкова, 29-годишна професорка и менторка за течно зборување на англискиот јазик. Таа успеа преку креативни едукативни видеа да привлече повеќе од 1 милион следбеници на социјалните мрежи. За себе вели дека е инфлуенсерка, но содржините што ги пласира сака да бидат исклучително едукативни и да им помогнат на другите во усовршувањето на јазикот, но и во личниот развој. Еве како ни одеше разговорот со Мешкова. Она што јас го работам во моментов е, како што кажам, значи ментор по течно говорење англиски јазик и истовремено градење на еден персонален бренд преку социјални медиуми. Мојата цел е да покажам што всушност значи да се учи еден јазик, колку е тоа нешто убаво и колку сакам моја љубов кон јазикот да ја пренесам на сите други. Како дојдов во идејата? Почнав да преземам акција во смисла да барам начини како тоа можам да го остварам, а да не е класичен пристап, затоа што и од своето сопствено искуство знаев дека јазикот треба да се учи на еден исклучително креативен начин. На Инстаграм имам 1 милион, скоро и 200.000, веќе се приближувам кон таа бројка. Она што го работам можеме да го поделиме во две поголеми области. Креирање на содржини, или тоа е мојот дел каде што е продажба, маркетинг, градење личен бренд, и останатиот дел е оној поголемиот, или менторството по каде што веќе и работам во живо со студенти. Генерално идејата за моите видеа е да бидам што е можно поприродна, онаква каква што сум, затоа што знам и цврсто верувам дека тоа што сум природна, всушност тоа пали или тоа ги привлекува луѓето. Значи курсевите се исклучително практични и исклучително интензивни, да речеме за во рокот месец-два, да човекот прво се стекне со самодобрба, а второ и се слободи и веќе научи и вокабулар и граматички структури. Дали се гледам како инфлуенсерка? Па види, на некој начин јас и сум инфлуенсерка. Ако гледаме дека инфлуенсерството е човек кој што има влијание врз другите луѓе, било какво да е тоа, дали за едукација, дали за забава, гледам секогаш да е позитивно. Може да се каже и дека на некој начин се трудам тоа влијание кое што го имам врз луѓето да е исклучително за нивно најголемо добро, во смисла да научат нешто, да имаат вредност. Ако не дава таква вредност, ако е некој видео каде што јас нешто покажувам или нешто себично за себе, воопшто не ни го објавувам. Финансискиот бенефит највеќе доаѓа од курсевите, значи од работата со луѓе. Секако и соработувам и со брендови. За мене социјалните мрежи и просторот, интернет просторот каде што се промовираме ние, кој што го работиме ова, или било кој, како креатор на содржина или предприемач или било кој што сака да изгради свој персонален бренд. Тоа е нешто кое што според мене со еден збор може да се каже дека е алатка и така и треба да се гледа на тоа. Секој што сака да започне нешто свое или едноставно да учи нови вештини, да истражува, да се бара себе си, не постои подобро време од времето сега, и ако гледаме на тој начин кон социјалните мрежи, можеме да имаме огромна придобивка од тоа. Најголемиот совет кој што би можела да го дадам е младите да бидат отворени, првично отворени кон истражување и кон барање начини како да растат секојдневно, да ги користат социјалните мрежи конструктивно, односно да следат само она што би ги инспирирало, само од она од кое што би научиле нешто ново. Значи отвореност кон промени, конструктивно користење на социјални мрежи и исклучителна љубопитност, истражување и барање на себе и барање начини да се успее, доколку нели сето тоа е целта. Дали би ја напуштила државата? Па искрено би ја напуштила, да. Дали е подобро? Не можам да кажам, јас сум живеела во многу земји кога сум се враќала овде. И секако она што сум го работела и сум го почнала од овде. Мојата главна цел не е македонскиот пазар, туку е странскиот пазар, секако дека и финансиските придобивки, и работата, и отвореноста на луѓето во странство е многу поширока и поголема. Така што да, убаво е да целиме на поголема отвореност и да размислуваме на таа опција. Марија, јас те благодарам за разговорот и ти посакувам успех за се понатаму. Ви благодарам и вас.